Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Дали постои човек кој од моментот на будење до моментот на заспивање не постои нешто што не би го вознемирил? Постои ли нешто што не би го вознемирил во текот на денот? Што било? Ке се најде нешто. Било тоа да е од човек, од средината, од некоја ситуација. Станува збор за навредата. Од време на време размислуваме за тоа како некој не навредил со своето однесување, со кажаните зборови, како општествениот систем од некој го навредува нашето самостојно размислување, како блиските се неправично се однесувале кон нас, како животот отишол во погрешна насока и така натаму. Понекогаш дури сопствените мисли не навредуваат. Некој да ни рече добро утро и да не погледне невообичаено, ние ќе се навредиме. Зарем не е така? Ние секојдневно најдуваме на ситуации што ќе не навредат. Единаесеттата глава од Евангелие според Лука започнува вака. Еднаш беше он на едно место и се молеше, и кога престана, еден од неговите ученици му рече: Господи, научи не да се молиме како што ги научи Јован учениците своји. А Исус им рече: Кога се молите, говорете: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник. И не воведуве во искушение, но избави не од злото. Што сака Исус да ни каже преку оваа молитва? Ни вели: простини ги нашите гревови, како што и ние самите му ги проштеваме на нашите должници, но избави не од лукавиот. Сака да ни каже дека непростувањето, како резултат на навредата, е една од замките на ѓаволот, непријателот на нашата душа, и го користи за да не држи во заробеништво. Така што, постои замка на навреда. Што прави ѓаволот? Тој секој ден ни нуди мисла со навреда, со обвинување, лаги против нас. Тој ни праќа луѓе, ни ги праќа неговите агенти, за да не вознемируваат, да не направат гневни, лути, да не фрустрираат секојдневно. Сите тие се навреди. А што предизвикува навредата? Предизвикува непростување. Предизвикува состојба кај нас за да не простиме некому. Затоа многумина од нас се во заробеништво токму од чувството на навреда. Дали му простуваме на секого кој ни погрешил? Ако сме простиле, зошто сме се оддалечиле? Не сакаме никаков контакт со таа личност. Некои од нас дури упатуваат на таа личност секакви лоши зборови, навреди, со желба за таа личност да страда. И? Сме и простиле на таа личност? Дури сме рекле: Господ ја казни. Токму на ваков начин влегуваме во замката на ѓаволот. Имам порака за вас. Слушнете. Кога сме навредени, тешко реализираме дека сме во замка. Во случај кога не излажале, кога сме се скарале, кога биле неправедни кон нас, зарем во тие мигови сме свесни дека сме влегле во стапицата на ѓаволот? Колку едноставно ѓаволот не врзува и не става во заробеништво. Во 9 глава пишува: А кога се приближија деновите на неговата смрт, он тргна по патот за Ерусалим и испрати пред себе гласници:
Тие отидоа и влекоа во едно самаријанско село да приготват за него, но не го примија, зашто имаше изглед на патник, што оди во Ерусалим. Кога го видоа тоа учениците негови, Јаков и Јован рекоа: Господи, сакаш ли да кажеме да падне оган од небото и да ги стреби како што направи Илија? А он се сврте кон нив, ги искара и рече: Не знаете од каков дух сте вие, зашто Синот човечки дојде не да погубува човечки души, туку да спасува. И отидоа во друго село. Гледаме дека Јаков и Јован се навредија, дека луѓето не го сакаа нивниот учител и не сакаа да го примат, и веднаш сакаа одмазда. И тоа одмазда до размери што ќе го уништат градот. Дали помислија на сите невини луѓе, жени, деца? Зарем тоа значеше дека во местото не постојат луѓе кои веруваат во Бога? Му предложија на Исус селаните од тоа село да бидат уништени. А Исус што им вели? Не знаете од каков дух сте вие, зашто Синот човечки дојде не да погубува човечки души, туку да спаси. Но тие не беа свесни дека паднаа во стапицата на навредата, а таа стапица ги навлече на желба за смрт. Чувството на навреденост, пониженост, буди негативни и разорувачки мисли. Сме обрнале ли на тоа внимание? Замислете, држењето на таа навреда во срцето што може да направи? Ама како може да биде тоа така? Секако дека може. Што би се случило доколку долго време размислувате за оноа што некој ви скрешил? Би рекле: Јас никогаш нема да му простам. Не можам. Не заслужува простување. Што ми направи тогаш? Самото изговарање, повторување, навраќање на случката побудува негативни емоции, спомени, ревност, гнев, вознемиреност. Веднаш телото реагира со срцебиење, треперење, можеби и солзи. Во тој момент не размислуваме за нас, туку какво лошо би им сториле и како би им возвратиле. Сите тие емоции, спомени, мисли на одмазда, навреда, чувство на жртва и слично, сака да ги имаме не друг, туку ѓаволот. Во тие мигови ја губиме контролата и не сме свесни дека сме паднале во стапицата на навредата. Колку подолго навредата стои во срцето, посмртоносна станува. А Исус ни вели: Одмаздата е моја. Кој зема меч, од меч ке загине. Замките на ѓаволот се поставени скоро на секој чекор. Мораме да се соочиме со нив. Мора да бидеме свесни за она што ни се случува, бидејќи штетата ја трпиме сите. Затоа Исус ни повторува: Благословувај ги непријателите твои, моли се за нив.
back your place. He said, I'm giving you back every place your footsteps to. So take back your place. Oh, take back your place. 'Cause I've given you full authority. Take back your place. It's time for you to rise up and take back your place. Can't you see I'm walking right beside you? And everywhere your footsteps, we're taking it back, we're taking it back. So take back your place. Некој ќе рече: времето лекува се, времето ќе ги излекува раните. Зарем мислите дека срцето што не простило, што не ја надминало таа ситуација има заборавено? Не, тоа никако. Ѓаволот намерно ќе ги состави околностите за тие спомени да излезат на површина. И да бидеме искрени, реакциите ќе бидат зачудувачки. Колку повеќе навреда стои во срцето, толку повеќе уништувањето и смртта надоаѓаат. Затоа, некои луѓе, со цел да ја спроведат правдата и да се одмаздат, се подготвени да направат се. Сме се обиделе некогаш сами да ја спроведеме правдата? Да, како не. Сме се обиделе во рамките на нашите можности, да го казнеме виновникот, да се одмаздиме. Така гневни, зборуваме само зло за оној што ни сгрешил. Му пророкуваме се најлошо, а со тоа, всушност, си ја копаме сопствената дупка, сопствената замка. Свесни ли сме за тоа? А колку ретко во тие мигови сме побарале помош од Исус Христос. Гневот, потребата за одмазда, чувањето навреда се подмолни и најчесто го оправдуваат своето постоење. Дури учениците на Исус паднаа во таа стапица. Во момент на слабост, навредата влезе во нивните срца и за неколку минути сакаа да го уништат целото место. Имаме ли такви мисли спрема некого во моментов? Или се сметаме безгрешни? Што им рече Исус на луѓето кои сакаа да ја каменуваат грешницата? Кој нема грев, прв нека го фрли каменот. Држењето навреда го затајува нашиот целосен потенцијал. Навредата, потребата од одмазда, ја покрива нашата светлина. Држењето навреда, изјавата не, нема да простам, Господ ќе го казни за тоа што ми стори. Тоа значи дека навредата ја чуваме внатре, а со тоа не можеме да живееме со нашиот целосен потенцијал. Како би му служеле на небесниот татко на таков начин? Грешките што ги направиле другите веќе се причина за ние да не правиме добро, да не помагаме и полека, но сигурно стануваме како виновникот, дури и полоши. Зарем не е така? Треба ли да оставиме нашето срце да се скамени заради нечии грешки и несоодветно однесување? Би се разликувале ли од нив? Затоа и Исус не опоменува: не знаете од каков дух сте вие, зашто Синот човечки дојде не да погубува човечки души, туку да спаси.
Драги мои, да си го поставиме прашањето сами на себе. Од каков дух сме? Ако простиме и ја отпуштиме навредата, ќе ни се случи нешто што не можеме да го објасниме со нашиот ум. Во мигот, кога сме простиле, се кинат синчирите и повеќе не сме во заробеништво. Слободни сме. Да не дозволиме да паднеме во стапицата на навредата, како што гласи еден од псалмите. Постави Господи стража пред устата моја и врата на устните мои. Не давај да застране срцето мое кон зборовите лукави, да врши грешни дела заедно со луѓето, кои вршат беззаконија. Јас нема да се здружам со нивните избраници. Во прилог, молитва за владење со себе. Кој да ми даде стража за устата моја и печат на разумот врз устните мои, да не паднам поради нив и јазикот мој да не ме погуби. Господи, Оче небесни и Господаре на мојот живот, не остави ме на нивната волја, не остави поради нив да пропаднам. Кој ќе ми биде камшик на моите мисли и на срцето мое, учител за мудрост, да биде немилосреден спрема моите постапки и да нема милост кон нивните заблуди. Да гревовите мои да не се намножуваат и заблудите мои да не станат многу, да паднам пред моите противници и да се радуваат моите непријатели. Господи, Оче и Боже на животот мој, не давај очите мои да се возгордеат. Острани ги од мене сите грешни желби. Желбите на стомакот и на сладострастите да не надвладеат над мене. На душа бесстрамна не предавај ме. Во моќното име на Господ Исус Христос. Амин. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер